Американска компанија ќе инвестира во технолошко-индустриската развојна зона во Струмица. Премиерот Никола Груевски за време на посетата во Василево изјави дека компанијата донела интерна одлука за инвестирање на ниво на дивизија и се очекува конечната одлука да ја соопштат на крајот на октомври или почетокот на ноември. Американската компанија која ќе произведува автоделови ќе инвестира 20 милиони евра, а ќе се вработат 1500 луѓе. И тоа ќе биде првата компанија која ќе биде стационирана во ТИР Струмица. Тие доаѓаат на финални разговори некаде во текот на следната недела. Виктор Мизо е задолжен за нивниот пречек и работа во текот на неделата, а секако ќе посетат и поголем дел од институциите. Тие досега беа неколку пати. Имаат интерна одлука на ниво на дивизија. Станува збор за глобална компанија што има повеќе дивизии, секоја дивизија произведува различни производи. На ниво на дивизија веќе има донесено интерно одлуката. Се очекува уште на ниво на холдинг да биде донесена, односно потврдена нивната одлука. Во меѓувреме доаѓаат да ги прецизираат деталите околу договорот. И тоа ќе биде нивната работа следната недела. Според нашите проценки, доколку се одвива во најдобар ред, очекуваме некаде крајот на октомври или ноември, најдосна декември, да ја објават инвестицијата, а потоа и да кажат кога точно ќе започне незината градба. Нивниот план е да започнат во Браунфилд, што значи во некоја постоечка хала, која што не се користи во моментот, и додека започнуваат да вработуваат таму првите 100, 200, 300 вработени, да ја градат новата Гринфилд, односно нова фабрика во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица. Напоредно со влезот на нови странски инвестиции, расте и вкупниот извоз од земјава. Премиерот Груевски изјави дека споредено со 2006 и 2014 година, извозот има раст од 94,2%. Извозот оди со одлична динамика. Например, во 2006 година, споредено со 2014 имаме зголемување на извозот за 94,3%. Значи, без малку дуплирање на извозот. За преку 1,8 милиони евра е зголемен извозот, споредено со 2006 со 2014 година. Од кои што 637 милиони отпаѓаат на зголемување на извозот на домашните инвеститори. Голем удел имаат странските инвеститори, меѓутоа сериозен е и уделот на домашните инвеститори кои што го зголемуваат извозот, затоа што во меѓувреме добија подобрена бизнис клима, добија пониски даноци, добија помала бирократија, добија влада која што излегува во пресред на нивните барања. Така што можам да кажам дека сум прилично задоволен од движењето на извозот. Вкупниот извоз продолжува да расте и годинава. Во првите 6 месеци забележан е раст од 11,6%.